Добро вечер и благослов Божи, почитувани слушатели. Сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам благослов и мир Божи. Сакам оваа вечер да ве подсетам дека вие слушате емисијата Гласот на вистината. Ова емисија за цел има да ја открие вистината, и тоа библиската вистина. Во Библијата ние читаме дека Бог се представува како вистина и дека од него произлегува вистината и дека тој самиот е вистина. Во Евангелието на Јован, 14 глава, 6 стих, ни е запишано: Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Потоа читателите на Јован, каде што Исус вели кој ќе спознае вистината и вистината ќе го ослободи. Всушност, вистината е механизам, се разбира, за ослободување. Читав една напишена статија во градот, всушност во центарот на градот. Таму е запишано зошто е болна лагата. Лагата е болна за вистината. А во Псалам 31:5 се вели: во твоите раци ги предавам духот свој и тие ме откупуваат, Господе Боже на вистината. Во Псалам 119:160 се вели: вистината е основа на твоите слова и секоја твоја правда е одредба и вечно трае. Во Евангелието на Јован, 1 глава, 70 стих вели: зашто законот беше даден преку Мојсеј, но благодата и вистината, се разбира, произлегува преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Значи, оваа емисија има за цел да ни зборува за вистината, да ни ја открија вистината која што сепак е запишана, се разбира, во Светото Писмо. Библијата од она време, кога била составена, па се до денес, е една од најприродните книги на сите времиња. Според бројот на печатени парчина или примероци, Библијата е на прво место. Според Генис, 5 милиарди изворедни јазици на кои е напишана, се разбира, Библијата. Хеврејски, арамејски е напишана на одредени делови. Старо грчки, кој се вика кој не. Бројот на писатели изнесува повеќе од 40 луѓе. Значи, Библијата ја пишувале повеќе, се разбира, од 40 луѓе кои биле инспирирани преку Духот Свети. Кога зборуваме за Библијата, зборуваме всушност за двата дела. Кога зборуваме за Светото Писмо, кога зборуваме за книгата над книгите, ние зборуваме за Светото Писмо, кое е составено од два дела. И тие два дела се водени од Бога и Бог е автор на сите тие два дела. Тоа е Нов Завет и Стар Завет, кои сочинуваат 66 книги. Кога зборуваме за преведувањето, денеска постојат толку многу шпекулации, постојат толку многу прашања, како што постојат и толку многу одговори. Но сепак, вистината е една. Дека Бог е тој кој дозволил и нештата ги имал под своја контрола. И затоа било дозволено да биде преведена Библијата каква што е или каква што имаме во една ваква, се разбира, форма. Како што веќе наведовме, околу 250 години пред Христос преведен е Стариот Завет на грчки јазик. Новиот Завет, апостолите го пишувале исто така на грчки јазик, иако сите потекнувале или биле евреи. Тоа исто така било Божи план, за да може многу народи да ја читаат Библијата, бидејќи грчкиот јазик бил светски јазик, како што денеска, се разбира, е англискиот јазик, светски јазик. Сепак се покажала потреба Библијата да се преведува и на други јазици. Денеска глобално постојат над 2000 копи или над 2000 преводи. Скоро да на секој јазик Библијата, се разбира, е преведена. Меѓутоа, напоменав,
какви се оригиналните списи. Сепак, кога зборуваме за оригиналните списи, кога ги читаме според некои историски податоци, тие биле собирани, составувани и затоа било потребно многу години да биде напишана Библијата, да биде во еден ваков формат. Всушност, Библијата е напишана, составена, се разбира, под Божја контрола. Бог бил присутен. Кога ја составувале, им било потребно 16 века, од кој што Стариот Завет бил напишан 15, а Новиот Завет 1 век. Вкупно 16 века биле потребни, тоа се 1600 години да се напише Библијата. Но кога зборуваме за преводи, само сакам да напоменам дека многу често пати луѓето кои што почнуваат да читаат Библијата најдуваат некои според нив грешки, но тие не се грешки, туку тоа е грешка на самиот преведувач. Зато е многу битно преведувачите да ги знаат оригиналните јазици, онака како што е природно напишана Библијата. Тоа е како е Новиот и Стариот Завет. И затоа реков, кога зборуваме за Стариот Завет, видовме дека тој е напишан на хеврејски или староарамејски јазик. И тоа некои одредени се разбира делови. А потоа по 250 години се увишло потреба Библијата, поточно Стариот Завет, Танакот, да биде преведен на грчки јазик. Значи, после 250 години се увишло потреба да биде преведен на грчки јазик. А Новиот Завет е преведен оригинал на грчки јазик. Интересно е како германските племиња дошле до својата Библија. За задача Бог го избрал известниот Фулам, кој пред бил испратен свој пред народот во Цариград или Константинополус, каде што научил грчки јазик и му станал верен на Исус Христос. На 30 годишна возраст тој постанал бископ во својот народ, кој што го водел како некогаш Мојсе, кој го водел, се разбира, својот народ. Успел да преобрати или да се преобрати кон христијанството, за да ги утврди верата и ја превел Библијата. Сам ги измислил буквите на јазикот на која превел Библијата. Само книгите на царевите не ги превел, бидејќи во нив многу се пишувало околу или за војните, па не сакал неговиот ратон броен народ да знае или да чита делови за војните. Фулвен умрел во 381 година, а неговиот народ уште неколку векови добро ја читале таа скапоцена Библија. Од 1648 година незините делови се наоѓале во Универзитетската библиотека во Шведска. Во 3 век Библијата е преведена на сириски јазик под наслов Пештах, кој што во превод би значело едноставна. Библијата точно е напишана едноставна за да може да се разбери или всушност да ја разбери секој. Потоа, иако на латински јазик веќе постоела еден превод или постоел еден превод под наслов Итал, се пројавила потреба за подобар превод. Оваа задача му била доверена на црквениот отец Јероним. Тој во преводот запишал за 20 години, од 385 година па до 405 година, во еден манастир во Ерусалим. Неговиот превод го добил името Вулгата. Кусо време по смртта на Фулам, германските племиња паднале во духовна темнина, која е траела околу 1000 години. Црквата немала интерес да направи нов превод, иако постоечките биле загубена. Подоцна Библијата сепак доживеала неколку преводи на германски јазик, но било многу слаби или биле многу слаби. А цената била, се разбира, превисока. Еден пијумнок чинел околу 600 голдени. За таа цена во онаа време можел да се купи 3 добри згодни волови. Од каде можел еден обичен човек, се разбира, да собере толку многу пари? Основна причина
што германскиот народ немало солиден превод на Библијата, било во тоа што не постоел некој кој добро ја познавал или добро ги познавал јазиците на која Библијата била пишувана. Таквиот преведувач би требало да биде побожен, познавач на јазикот, учен, бестрашен и подготвен да се нафати за оваа, се разбира, тешка задача. Самиот Бог се погрижал за еден таков човек. Тој човек бил Мартин Лутер. Почитувани слушатели, ако даде Господ, се разбира, ќе можеме и понатаму да зборуваме за Библијата, за преводот на Библијата. Верувам дека добиваме некои користни информации како Библијата била преведена, која преведувал и колку време им требало да бидат составени, се разбира, некои одредени делови и за да може да имаме во една ваква форма. Ние понатаму во наредната емисија, се разбира, малку ќе се позанимаваме со Мартин Лутер, кој подоцна сепак се нафатил, Бог го избрал и го повикал Мартин Лутер, за да може да ја преведи, се разбира, Библијата во еден посовремен, се разбира, начин. До тогаш имајте убава и благословена вечер, Господ нека биде со вас и Господ нека ви благослови. Сите овие емисии, се разбира, постојат со цел не само да докажеме вистината, туку исто така да видиме дека Библијата е најстарата книга и има најмногу читатели. По тоа прашање е на прво место според Генис. Имајте убава вечер и Господ со вас. Се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.